Ајде, здраво живо, јас сум Борислав Стоилковиќ, а вие сте на каналот на МК Информер. Јас сум повторно на локацијата Теферич, на улицата Мариовска, каде што слечиштето се уште е активно. Од вчера патот е затворен за движење на сообраќај. Има барикада доле од која се качуваш према Кисела вода и барикада најверојатно има на после населбата Теферич. Така да дојдов да видам овде, да проверам до каде е, што е, како е, дали работи и можам да приметам дека навистина се уште работи слечиштето, затоа што еве за уште 2 дена, значи од понеделникот, вчера и денеска, веќе слечиштето е повлечено скоро за цел метар. Едно моторче кое што избегнало барикадата, а истовремено еве седнав тука и да проверам, поточно да измерам и да ви покажам колку е дебел асфалтот, што е жива срамота. Еве и ленирче земав. Значи овдека, ево вака, да видите, 4 сантима. 3,5-4 сантима. Подоле има места каде што е 5 сантима, но нема каде што е повеќе од 5 сантима. Овдека има на едно место 2 сантима, што значи дека во вчерашното соопштение од општина Кисела вода, поточно заедничкото соопштение од општина Кисела вода и Сопиште, со сликите каде што беа градоначалничката на Кисела вода Бети и Јане, градоначалникот на Сопиште, дојдоа, видоа, се уверија дека е навистина слечиште и го затворија патот. Дадоа соопштение дека патот се затвара, со тоа се превенира да нема, не дај Боже, несреќа сообраќајна или било што, дека се пуштени дописи до градежни институти и така натака, за да се види да се санира, ако може да се санира и што треба да се направи, но во соопштението немаше ни една буква, ни еден збор за одговорноста. И за тоа каде се од овде уште 3 сантима минимум асфалт се наплаќа по квадрат, се мери должината на улицата, помножено со ширината на улицата, се добиваат квадратите. Што значи оваа улица овдека е 6 метра широка, а потегот од каде што е реконструирано е недека околу 30 до 40 метри. Што значи 6 по 4, 24 или 240 квадрата. 240 квадрата по 100 евра се 24.000 евра. Од тие 24.000 евра, ако се одземат овие 3 сантима, значи 10.000 евра се украдени во асфалтот. Но, како и да е, јас ќе бидам упорен, ќе барам одговорност за тие кои што ја реконструираа улицава, да ја санираат, демек нешто работат, прават, проектираат, и па да го видиме проектантот што е испроектирал, како го испроектирал тоа и како е можно со таков проект за само 5 месеци да дојде повторно ваква хаварија. Од друга страна, кој сака нека е изведувач за ваква работа, за вакво градење, мора да сноси одговорност. Не е малце 40% од асфалтот да го нема. 40%. Со оглед дека ова е, ајде, ако го рачунаат регионален пат, во тој случај 60% од асфалтот нема. Затоа што асфалтот треба да биде во тој случај 10 см. Затоа што тука поминуваат не само леки коли, туку и камиони. Благодарам што ме гледавте, да сте живи и здрави, да е жива и здрава Македонија.